Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Укло Колорс. Денеска на широк сокак со динамична непосредна средба ги запознаваше студентите, средношколците, наставниците, академскиот кадар, граѓаните, организациите, предприемачите со суштината, начинот на делување, актуелните и следни активности на Укло Колорс. Во ова издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, низ разговори ви ја пренесуваме атмосферата и ве запознаваме со Укло Колорс. Мобилната инфостаница на Укло Колорс, поставена до кино Манаки, беше центарот на случувањето. Студентите, професорите, административниот кадар или мал дел од активните членови на Укло Колорс беа ангажирани да одговорат на сите прашања врзани за работата на оваа Европска универзитетска алијанса, чија членка и Укло, заедно со уште 8 други универзитети од Германија, Франција, Шпанија, Италија, Шведска, Полска, Хрватска и Латвија. Подсетуваме, активностите на Алијансата се дизајнирани за тоа сите нови пилот концепти во истражување, настава, учење и соработка со стейкхолдери да се издигнат на ниво на практики на мнозинството, како на ниво на нашата држава, Западен Балкан и Европска Унија, така и глобално. Алијансата значи географски регионален напредок преку поврзани партнери кои што го заживуваат целиот свој екосистем екстерно и ги унапредуваат своите капацитети интерно. Трансферзалата на соработка е со 3 карактеристики: академска исклучителност, иновативни предавања и учење, стекнување широки квалификации за студентите, истражувачите, кадарот и стейкхолдерите. Повеќе за Колорс и активностите на Укло Колорс слушнете од разговорот со професор доктор Рената Петревска-Нечковска, академски раководител на Укло Колорс. Мобилна инфостаница на Укло Колорс на широк сокак и да врни и да вее беше напишано во мејловите кога се организираше настанот, но еве времето не послужува. Разговараме со професор доктор Рената Петревска-Нечковска, академски раководител на Укло Колорс, професорке мобилна инфостаница, веќе кажав, тука на широк сокак, овој пат само за активностите на Укло Колорс, секако на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Точно така, нашата мобилна инфостаница веќе е препознатлива. Имено со почетокот на Алијансата Колорс имавме и обврска и предизвик да формираме центри, географски центри, каде што ќе се среќаваме и соработуваме со различните партнери од државата и од светот. И тоа е колаборативен простор кој што кај нас е сместен во студентскиот информативен центар, во касарните, во просториите на универзитетот кај касарните, но ние воспоставивме, и тоа е единствени во Алијансата, воспоставивме и мобилна единица, тоа е тенда, која што, ако врни и вее, има ѕидови странични, и во која што пак со неа ни е возможно да се позиционираме баш во центарот на градот, бидејќи тоа е и замислата да биде на крстосница на различните движења, природни движења, со што би ги запознали и сите граѓани и соработници потенцијални и сегашни за активностите на Алијансата. Сега, она што сакаме да го направиме во иднината е и представува и некое проширување, значи трет модалитет со кој што ние се приближуваме до нашите студенти и вработени, а тоа ќе бидат известни катчиња, обоени колорс катчиња на студентите, значи студентски кокатче или места средишта во секоја единица каде што ќе се може да соработуваат и да се позиционираат студентите додека помеѓу предавањата или со посветени сесии за соработка. Значи тоа го очекуваме во овој семестар, во оваа Ние
ќе го иницираме во овој семестар, а ќе го реализираме веќе 26-27. Значи така чекор по чекор ги прогресираме боите на Colors низ целиот универзитет. Да, во изминатите 2 години, година и пол како му доаѓа од кога се започна со проектот Colors на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, на граѓаните, но и пошироко на заедницата, вклучувајќи ги тука и образовните институции, нели бизнис заедницата, им се кажува за Colors и за можностите што може да ги имаат, да ги придобијат со работка со Укло Colors. Денеска тука пред сите нив за активностите на Укло Colors. Ги имавше многу во изминатиот период, но има и настани кои што допрва ќе се случуваат. Ајде да се навратиме на што значи Укло Colors и активности позначајни што би ги издвоиле. Добро кажавте, година и пол, повеќе од скоро 2 години, како се реализира организацијата и ефектите веќе почнуваат да се гледат на Укло Colors. Првата година беше буквално посветена да интерно се организираме и реорганизираме, за да може да се раѓаат плодови од различна природа. Проектот, Алијансата е огромен зафат и потфат и е на ниво на целиот универзитет. Не е ништо вообичаено, напротив, покрај традиционалните работи, мораме и сакаме да трасираме нови, кои што го ја менуваат академијата и прават од една страна поефективна за да ги адресира проблемите на реалноста, а од друга страна гради студенти, капацитети и компетенции кои што се баш на она високо, па и европско и глобално светско ниво. Сега што се направи? Се направија многу работи. Ние сакаме да го искомуницираме оно што се правеше во Укло и во рамките на Укло Colors на различни начини, преку радиоемисиите, преку изјави, преку написи на нашите мрежи и веб страница и преку медиумите на Алијансата. Но исто така правиме и најразлични информатори, билтени, па затоа, баш на ова прашање одговорот се содржините на Укло Colors билтен на менаџерскиот тим на Colors, бидејќи многу работи требаше да се направат интерно, за да може да се гледаат екстерните ефекти. И сега ќе направам некои, например, во поглед на ИКТ системите, платформите за електронското учење, Moodle во нашиот случај, требаше да се воспостават до унапредат и поремнат на ниво на сите на Алијансата, за да може нашите курсеви, предмети, предавања и активности кои што се позиционирани на платформата за електронско учење, Moodle, да бидат видливи во целата Алијанса, како дел од еден глобален кампус кон кој што цели Алијансата, и веќе тоа се случува. Значи, нашиот IT тим успеа да ги направи видливи. Со тоа што го редизајниравме и целиот Moodle, изгледа многу привлечно, многу атрактивно и ги има најразличните курсеви кои што сега започнаа да се прават. Некои се направени од професори, некои се од менторирани студенти, како например научи Moodle и слично. Така да интероперабилноста и заедничката ИКТ инфраструктура на алијансите е можеби најголемиот предизвик. И многу внатрешни чекори се правеа за да се случи сето тоа. Во рамките на видливоста преку технологијата, исто така успеавме да направиме кампус виртуелен со снимање на 360 степени видеа, кои што ги поставивме, и сето ова звучи на некој начин подготвително за всушност студентите кои што се надеваме дека во иднината ќе бидат дел од тие 120.000 студенти низ целата Алијанса и всушност ќе студираат на Укло како дел од програмите, студиските програми, двојните степени и слично на Укло во рамките на Colors. Друго нешто што се воспостави се микроквалификациите. Значи тоа е еден специјален тип на курсеви кои што ние можеме, некои држави во Алијансата не можат, ние можеме да ги оформуваме и издаваме, ги поставуваме на платформата и одиме паралелно со начинот на кој што Европската комисија го регулира тоа, колку кредити ќе бидат, кој смее да ги издава и слично. Ние ги правиме сега за сега и на традиционален начин, а и на новиот начин во Алијансата, проблемски ориентирани микроквалификации, и тоа веќе постои, може да се разгледува и секаде и во билтенот, она што ќе го разгледува билтенот може да види отворен е повикот за сите кадри и соработници. Од аспект на новите работи кои што ги имаме во Алијансата се колабораториумите. Тоа се специјално дизајнирани активности кои што во идејата е да траат цела година и се иницираат на известни теми. Тоа го направивме и ова година.
и минатата, и низ целата година после тоа студентите преку студентскиот центар за предприемништво во нашиот колаборативен простор работат на таа тема. Дали преку менторски сесии, дали преку блиски соработки со стейкхолдерите од бизнисот, од институциите на системот или од граѓанскиот сектор и со едукативните институции, меѓутоа тие процеси после тоа ќе финишираат, ќе резултираат со еден хакатон на кој што ќе може да се дооформат тие идеи. Па така го најавуваме, еве, хакатонот кој што ќе ни се случи веројатно на почетокот на декември или крајот на ноември и е хибриден, и во живо, и онлайн со учесници од целата алијанса. Бидејќи сме работели на тие идеи, предлози и теми низ целото време. Тука се студентското списание? Да, студентското списание, дебатниот клуб, јазичниот центар, студентското списание веќе го издигнавме на ниво на публикација и на 10 јазици, значи 9 јазици од алијансата и 10-тиот англискиот. И УКЛО е координатор за тоа, бидејќи го создаде прв студентското списание билингвалното. Не забораваме студентската УКЛО Colors конференција. Да, студентската конференција е нешто што ќе ни следи сега во идниве месеци заедно со хакатонот и на неа исто ја направивме интернационална од лани и учествуваат и веќе има трудови и апстракти од целата алијанса, а исто така имаме и воведни говорници, претседателот на студентите и односно кој што е воедно подпретседател на алијансата, ќе има воведно обраќање и имаме така наречени keynote speakers, значи од алијансата, така што и студентите и кадрите ќе можат да бидат дел од една таква хибридна конференција која што значи многу и можеби ќе ја споиме со хакатонот, можеби не, ќе видиме. Во поглед на активностите со спортот исто така се случува трки, се случува многу работи кои што беа под името на Colors и пробувавме нормално, се уште не се постигнува од одма, да ги отвориме повиците за сите членови од алијансата. Полека, како што доаѓаат на летни школи и колабораториуми, така ќе доаѓаат и во нашите спортски активности. Споменав летната школа, која што е наша значајна одлика и се реализира успешно и ја реализира Факултетот за туризам и гостителство и работен пакет 3, кои што успеа да имаат најразлични меѓународни соработници, вклучително и од алијансата, како и предавачи. И тоа беше нешто прекрасно што се реализираше на почетокот на септември. И ги споменуваме како крајните корисници, односно директните корисници за сето ова што го правиме, студентите. Тие се вклучени во сите тела на управување на алијансата, што е и добро и предизвик, бидејќи тоа се сепак млади луѓе кои што кога ќе завршат со студиите си заминуваат да работат. Ете таа една заедничка компонента дека студентскиот глас е инкорпориран во сите тела на одлучување на алијансата, ја имаме и засега оди добро, со тоа што студентите се исто така во бројните активности на УКЛО Colors ангажирани, повикани, поканети. Тие што се влезени во организацијскиот тим се поканети, односно сработуваат задачи за кои што се исто така и платени со соодветен надомест кој што е од буџетот на алијансата. А во моментов го имаме третиот отворен повик. До сега не сме одбиле студенти, значи сите студенти аплицираат и добиваат комплетни инструкции како да се вклучат и што може да се прави од нивна страна за да бидат на некој начин како вработени за алијансата, исто како што се и кадрите. И на тој отворен повик се надеваме дека ќе се јават и новозапишаните студенти, бидејќи веќе сега знаат за алијансата. Позната е и еве моите студенти често ме прашуваат кога ќе биде повик. Нормално одговорот е дека цело време доколку некој студент сака и може да биде вклучен во организацијскиот тим, но сепак со повиците и веќе малку поорганизирано. Добро, професор, ти самата кажавте дека сите активности досега што се реализирале во рамките на УКЛО Colors може да се најдат во информативниот билтен кој што е веќе поставен на веб страницата на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Сега јас би сакала нешто за она што како новина веќе се најавува, нов вид на практиканство, така наречени hands-on project, во кој студентите низ текот на целиот семестар работат на предизвик. Да, тоа е нешто прекрасно. Да. Сега се случува во овој семестар и е како обврска беше во алијансата да имаме, мислам, по 2 во секој партнер, во соработка со други партнери. И сега што се случува? Кај нас имаме 2 такви hands-on projects, односно отворени практикантства. Едниот беше меѓу биотехнолошкиот факултет и факултетот соодветен од Универзитетот во Осијек, Хрватска, со партнерите, и професорката Елена Јошевска го спроведи со своите предмети и студенти.
студенти и го заокружија многу успешно. Веќе ги поканивме да го направат својот портал на Moodle и веќе имаат тие предлог како сега тие да бидат организатори на следниот таков практикантски проект, а другиот е нешто што ние го правиме на економскиот факултет, воедно на моите предмети по управување со промени и деловно комуницирање и колешка, моја колешка и незините студенти од Универзитетот Вентспилс во Латвија. Сега што правиме? Она што ние досега на економскиот факултет Прилеп го поставивме под името Multi-Creation, значи пристап во кој што проблемски се настапува кон партнерите од дали се институции, општини, од бизнисот, често сме имале, ги решаваме нивните проблеми и предизвици и студентите своите проектни задачи, семинарски истражувања и тимска работа ги прават буквално преку тоа. Сега испадна дека всушност нашиот Multi-Creation наоѓа примена низ цела алијанса, го нарекоја така HOP, Hands-on Project, и овој пат ние она што го правиме е Communicate your city to tourists, односно комуницирајте го вашиот град на туристи. И ги поканивме со официјален допис општините Битола, Прилеп и Вентспилс. На наше драго срце и задоволство големо прифатија веднаш, ни назначија луѓе, а студентите цело време ја дизајнираат и практикуваат таа комуникација. Им поставивме прашања, ни одговорија темелно на сите тие прашања и во таа соработка за градовите, за овие 3 градови, сакаме да понудиме решение во поглед на мапа, интересна мапа која што ќе ги има, не знам, 10 најважни места за да ако ја посетиш Битола си турист во еден ден, Прилеп и Вентспилс, и веројатно ќе целиме кон тоа, бидејќи соработката со нашиот асоциран партнер општината Битола е огромна. Ќе целиме кон тоа и тоа да се случи и како инфоточка за туристи, која што ја нема Битола, имало обиди и проекти нормално претходно. Сега ќе правиме да ги обединиме сите тие работи и вистина да го видиме ефектот од тоа, каде што нашите студенти можат да бидат со платена пракса или делумно тие кои што ги даваат информациите за туристите, ќе ја имаат придружно мапата и на тој начин и дигитално и во живо би унапредиле состојбите на нашите градови. За она што значи Colors искуство за студентите на универзитетот, ќе поразговараме со студентите кои што се денеска тука присутни во мобилната инфостаница на Uklo Colors, но за крај со вас за уште нешто што е актуелно, еве филм Корени и крилја, произлезен од кампањата на универзитетот Корени и крилја, европска диплома дома. Па еве уште за тоа накратко ако може. Да, значи на нашата кампања за средношколци, националната кампања Корени и крилја, европска диплома дома, беше исклучително успешна и добивме творби од целата држава. Средношколци со нивните ментори. Творбите, како и во поканата и во повикот, беа аудиовизуелни, драмски, литературни, на најразлични начини учениците се обидува да се изразат. Сега, едно нешто што издадовме беше брошурата Корени и крилја, која што им ја дадовме и на тие кои што беа придонесувачи во истата, во кампањата. А она што недостигаше беше како да се раскажат и прикажат драмските прилози на конкурсот и воопшто да се даде еден целокупен преглед. Па така, заедно со Colors Juniors и со нашите Ноела и Лука, како што беше повикот за конкурсот, така заокруживме и еден документарен аматерски филм, кој што нашиот универзитет ќе го испромовира и кој што ја заокружува и ја доловува целокупната фактичка атмосфера на младите, констатацијата на реалноста, но и констатацијата на убавините на нашата држава, на нашата Македонија и надежта која што тие ја гледаат како некакво решение за да имаат крилја, а сепак да бидат кај своите корени. Професор, ќе ви благодарам за одвоеното време и учествот во програмата на Универзитетското радио Uklo FM Битола. Драго ми беше, ви благодарам. Одиме со музика, а потоа ќе ги слушнете и останатите разговори. Ми подаваш рака и секогаш така дажна кога сум. Во таа твоја рака гасне мојата мака, јас спокојна сум. И ништо не ме плаши, штом си
Блика сонце в чаши, што ги помниш ти? Без тебе ко да паѓа, без ни ден од што се раѓа. И тој в некој мрак, оставен без трак. И тече празно време, в некој немир да ме земе. И слаба сум, слаба јас, осамена без глас. Сепак ти си тука, ти неизбежен, како моја сенка, како шепот најнежен. Дури секој зид ти ми разбираш, но лепне се ти животот наш. Ми подаваш рака и секогаш така даш да кога сум. Дава твоја рака, гасне мојта мака, јас спокојна сум. И ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти? Ми подаваш рака и секогаш така даш да кога сум. Дава твоја рака, гасне мојта мака, јас спокојна сум. И ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти? Во мобилната инфостаница Nuclo Colors, поставена тука на Широк сокак, и катче, што би требало да значи или значи соработка Nuclo Colors со заедницата, со обкружувањето. Професор доктор Мимоза Богдановска-Јовановска, раководител на, како кажавме професорке, на CoSpace, просторот кој што го има универзитетот за соработка помеѓу универзитетот и заедницата, или мобилна единица за соработка. Така. Можам да забележам дека веќе пристапуваат заинтересирани да дознаат што е тоа Nuclo Colors, но и да се започне соработка. Токму така, баш во моментот имаме пристапни нови две членки, едната од бизнис секторот, а другата од јавниот сектор, кој што, гледајќи ја мобилната единица, се заинтересираа за што станува збор, што е оно што се случува во градот, што е оно што универзитетот во моментот го нуди. И по споделувањето на информациите за проектот и неговата мисија, едногласно одлучија да си се приклучат, да пополнат формулар и да станат дел од семејството на стейкхолдери кои што секој во својата област имаат пристап до универзитетот и сакаат да го донесат универзитетот со сите негови капацитети во својата институција. Целта на поставувањето на оваа мобилна инфостаница Nuclo Colors тука на Широк сокак беше и токму таа. Малку повеќе граѓаните да се запознаат со она што значи Nuclo Colors, но и вака заинтересираните очи во очи, што се вика во директни средби, да може да се информираат. Меѓутоа, инфостаницата е тука одреден период, што не значи дека оние кои што сакаат да започнат некаква соработка, тоа не може да го направат на друг начин. Токму така, значи, овие мобилни единици од време на време се присутни во центарот на градот, онака како што е замислено во рамките на самиот проект, а знаете дека проектите во суштина се нешто да не поттикнат, финансиски да не поддржат, додека почнеме и видиме колку тоа е значајно и корисно. После тоа би требало универзитетот, како своја традиција, да го има, што во суштина и го имаше во минатото преку тие отворени денови кои што ги има универзитетот во центарот на градот, меѓутоа дополнителни денови во кои што универзитетот ќе биде присутен на Широк сокак како една главна артерија на градот, во кој што е најголема циркулацијата на граѓаните, со тоа што постојано ги потсетуваме на присуството на универзитетот и на можностите кои што тој може да им ги даде, а многу малку се искористени за сега, да бидеме искрени. Така да, постојањето на оваа мобилна единица е само еден дел од активностите кои што се однесуваат на тој заеднички простор во кој што треба да соработуваме.
Студентскиот информативен центар, како така наречен бек офис на Коспейсот, е просторот во кој што се одржуваат главните активности во текот на целата година, во кој што се организираат активности како што беа во месец јуни така наречените колабораториуми, во кој што на одредена тема се наоѓа на заедничка маса сите стейкхолдери, разговараа за проблемите и учеството на универзитетот во поглед на надминување или понудување решенија за таквите проблеми. Така да, значи, имаме активност од универзитетот максимална, како досега, сега со зголемени напори во рамките на овој проект, да се заживее таа соработка, да се даде една многу поголема длабочина на таа соработка и едноставно да се помогне општеството, градот, па и околината да заживее и да функционира подобро од она што го имаме во моментот. Во тек е повикот на Укло Колорс за ангажирање на нови студенти од прв, втори, трети циклус студии да се приклучат кон Укло Колорс и да започнат малку поинаку да размислуваат и да делуваат надвор од она комфорт зона, како што знаеме да кажеме, и тоа што станува со заедницата, како нив повеќе да ги заинтересираме и да ги привлечиме кон Укло Колорс, освен на вакви средби. Видете вака, јас први би се навратила или би започнала со студентите, а после на заедницата, затоа што таа една блага демотивираност постои од едната и од другата страна. И студентите се една категорија со која што секојдневно соработуваме во делот на стекнување на нови знаења, меѓутоа градењето на меките вештини, за кои што толку често се зборува, сепак останува да имаат некакви очекувања дека само по себе треба да се случи. Колос ја нуди токму таа можност преку нивното активирање, не само да се поврза со студенти од 9 европски универзитети со кои што соработуваме во рамките на овој проект, туку и да ги стекнат тие меки вештини низ нивно ангажирање во различните активности кои што ги има овој проект и за кои што нормално во рамките на проектот се доделени финансиски средства, значи дури имаме и финансиска мотивација, не само мотивација заради созреаност дека имаме потреба од стекнување на тие вештини. Од друга страна за заедницата. Исто така, знаете, на времето Битола беше универзитетски град, па еден долг период, некако како таа реченица да ја подзаборавивме и последниве години активно се работи на таа тема, што е за поздравување и е навистина голема гордост за ние кои што сме дел од таа заедница. Меѓутоа, таквата промена очигледно први настана кај нас, како дел од универзитетот, постепено треба да се работи, а тој и го правиме во суштина во моментов, да и заедницата тоа го свати и не да биде повикувана само да биде анимирана од страна на универзитетот, туку и самата да иницира активности во кои што универзитетот може да помогне. Токму овие настани се во тој правец. Да се најдиме, да се сретниме, да се врати таја доверба, која што низ годините некако се изгубила или можеби е само латентна, постои, ама не е многу активна, и сега да ја ставиме во една активна состојба, односно таа соработка да дава и резултати. Се надевам дека соработката ќе биде многу поголема. Тоа е сигурно, затоа што еве веќе дават резултати. После година и пол постоење на проектот, веќе имаме голем број на придружни стейкхолдери кои што стануваат дел од семејството на стейкхолдери на универзитетот. Професор, ќе ви благодарам за разговор. Ви благодарам и вас. Посакувам убав ден за оние кои што не слушаат. Ке ги слушнете и разговорите што ги направивме со Укло Колорс студентите, но по музичката пауза. Останете и натаму со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола на 90,8. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако не нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, не сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Кали да одиш, секогаш ќе останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за
И како што најавивме во емисијата за Универзитетот отворено, да ги слушнеме и разговорите што ги направивме со Uclo Colors студентите, кои во мобилната инфостаница на Uclo Colors ги споделува своите искуства со нивните колеги студенти. Како што кажавме, во мобилната инфостаница на Uclo Colors свој катче имат и студентите кои што се активно вклучени во Uclo Colors, Ева Нешковска, Димитар Атанасовски, како председател на студентите на Универзитетското студентско собрание, но тука се и Валентин Становски и Тимчевски Ненад. Димитар, како председател на Универзитетското студентско собрание, на почеток тебе. Ќе те прашам во изминатиот период активно вклучен, што и нормално како председател за сите активности врзани со Uclo Colors, ваша обврска на Универзитетското студентско собрание, информациите да ги пренесете до студентите, до вашите колеги и секако да ги подбарате да бидат активни учесници. Да, па ние постојано комуницираме преку нашите канали, преку мејл, особено преку социјалните мрежи и студентите се во голема мера известени за овој настан и сметаме дека е многу добар настан за промоција и дисеминација на активностите на нашиот универзитет. Во однос на што значи активности во изминатиот период кој што се реализира во Uclo Colors, твоето искуство? Па, јас сум, да речем, вклучен во повеќето активностите од Uclo Colors и моето искуство е извонредно. Ова мобилна станица е многу добар начин, како што реков, за промоција, но не е ни прва, а нема да биде ни последна. Се надевам, да. Ева, една од поактивните студентки на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола вклучена во активностите на Uclo Colors. Ке те прашам и тебе, твоето искуство? Што покажува? Моето искуство покажува дека тоа во наставните активности треба да се искористат толку и колку наставните, затоа што активностите кои што ги има во Colors дополнително даваат улога и во академскиот професионален свет, затоа што се запознавате со други луѓе, ги проширувате вашите знаења, така што искуството е доста богато, активности во претходниве години можевме да сведочиме на многу богати проекти, богато искуство, така што сите идни студенти кои што ќе бидат дел од Uclo треба да бидат дел од Colors. Имаше можност да бидеш вклучена во активности, што се работеше? Имав прилика да учествувам од дома на микроквалификацијски курс кој што траеше еден семестар. Стануваше збор за еден проект од кој што беа поврзани сите универзитети на Colors, каде што од дома работевме тимски, повеќе универзитети заедно. Тоа беше еден проект кој што, да речеме, 4 студенти поделени во групи соединуваа еден заеднички, така што заедничките сили, искуствата и културните разлики, но и сличности што ги носиме со себе, дојдоа во една заедничка слика која што ја покажуваат суштината всушност на целата алијанса. А твоето искуство во јазичниот центар на Uclo Colors? Така, моето искуство во јазичниот центар можам да кажам дека ми е едно од потрагите, затоа што го сакам јазикот и ги сакам работите кои што имаат поврзано со пренесувањето на македонскиот кон англискиот јазик. Преведувавме доста делови кои што беа артикли напишувани од нас, преведувавме проекти, создававме настани кои што беа поврзани со меѓународниот ден на јазиците, го истакнавме нашиот македонски јазик во најдобро светло, затоа што сметам дека за да се покаже сопственото богатство мора да биде пренесено на англискиот јазик за да биде сватено, така што јазичниот сектор ми беше еден од потрагите. Добро, пред да го слушнеме и Валентин, што би им порачала на оние кои што се уште не се вклучиле во работата на Uclo Colors, еве во тека и отворен е повикот за ангажирање на нови заинтересирани од прв, втори, трети циклус студии на Uclo. Би им препорачала на сите студенти кои што се дел од Uclo да бидат дел од Colors, затоа што ќе им се збогати нивното студентско и академско искуство, не само што ќе научат многу други работи, туку доста и ќе се дружат, ќе имаат прилика да искустат многу различни работи кои што можеби нема да ги доживеат во текот на регуларните академски студии, така што топло препорачувам на секој ентузијастичен студент да биде дел од Colors. Сега да го слушнеме и Валентин. Валентин, кажи ми како разбра ти за Colors и како се вклучи во активноста? Па од Colors разбрав преку мои постари колеги кои што беа дел од Colors уште од првата година. Ова за мене втора, претходната ми беше прва 2024-2025. Равно како студент на Uclo пред се на ФИК на матичен факултет, горд сум што сум дел од оваа алијанса, пред се поради
тргнување настрана од секојдневните факултетски обврски, дружба, запознавање на нови луѓе и пред се градење на самите себе како личност. Си учествувал во некои активности конкретно? Да, прва активност ми беше промоција на Colors алијансата во офицерскиот дом, како прв поголем настан ми беше, то како за почеток, интернационално искуство. Бев на еднонеделна размена во Франција, во нашиот партнер факултет, универзитет Леман. Тамо бевме една недела, бевме дел од симулирање на собрание на Обединетите нации пред се од УНЕСКО. Темата на самиот проект беше враќање на културното наследство на државите на кои што припаѓа. Прекрасна дружба, прекрасни 7 дена, одлично искуство. Пред се запознав една држава каде што никош не сум бил, Франција. Многу ми се допадна нивната култура, храна, луѓето пред се, а град Леман, каде што се наоѓа универзитет Леман, прекрасен мал град, одлично уреден, стварно секоја похвала за универзитетот, одлични домакини. Што велат или какво беше искуството на твоите колеги и студенти од останатите универзитети присутни таму? Тие беа по втори или по трет пат, не им беше прв пат, тоа веќе беа на повеќе такви исти настани, беа презадоволни, преходно беа во Падербан во Германија, исто така дел од Colors алијансата. Одлични колеги пред се, одлични искуства, така да и тие ги имат секој пофалби за самата организација и идејата да се организираат такви мали интересни собири. Што очекуваш од Uklo Colors во периодот што следи? За тебе барем интересно. Па за мене ова година очекувам уште повеќе вакви настани, да има пред интернационални, да се запознаваме со останатите држави, тие да дојдат кај нас, не само ние да одиме кај нив, ние да се покажеме дека сме одлични домакини. Нашето гостопримство е секаде познато, да пробат нашата храна, култура, да видат како изгледа нашиот универзитет, нашиот град Битола и се надевам ќе се покажеме одлично и со настаните кои предстојат ова сезона. Благодарам и тебе за разговорот. Уште Ненад, од кога си ти ангажиран во Uklo Colors? Јас сум ангажиран во Uklo Colors веќе 2 години. И исто така учествував и прошлиот пат кога имаше промотивен штанд за алијансата. Јас во рамка на Colors алијансата имам учествувано на различни активности, на конференции и би истакнал дека моето најубаво искуство беше мрежување со луѓе од останатите држави, запознавање на нови колеги на мојот факултет. Имам и патувано во Хрватска на 3-дневна конференција. Таа беше воедно и првата студентска конференција во Colors и таму беа колеги од сите 9 универзитети. Имавме одлична дружба. Да. Рече дека и минатиот пат си бил тука како човек, студент, што треба да им презентира на заинтересираните минувачи зашто всушност се работи, па еве што им кажуваш кога се работи за Colors? Им кажувам дека сме првиот универзитет во Македонија кој е дел од ваква алијанса и исто така спојувам зборувано со се надевам идни студенти, имаат прашувано како е моето искуство, сум споделил моето вкупно искуство за студирањето и за Colors и надворот тоа и дружбите, да мислам дека супер беше промоција. Што би им порачал, еве и ти кој ќе биде твојот апел до колегите студенти, стари и нови? Порачал на колегите кои се плашат да се пријават на вакви искуства, да бидат дел, да не се плашат, да бидат храбри и можат само да добијат некое ново искуство и да запознават нови луѓе. И благодарам за разговорот и секако и нови активности во иднина. Да, надевам. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај ми, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, да летам како птица од твојот топол махнеш, дај ми, во зима да е пролет, добро да сме, дај ми,
zgasne. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, сите радости се најстрекни во мај. И ноќта темна бара своја светлина, ко што минатото ни крои и нина. Само љубов, љубов, нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеш. Дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да све. Дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеш. Дај. Кон крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, да кажеме дека на настанот, покрај промоција на најновиот повик за вклучување нови студенти во Укло Колорс, пред се бруцоши и сите што тоа не го сториле досега, посетителите се информираа и за реализирани активности во кои се вклучени основни и средни училишта, како што се Погон, иницијативата Colors Juniors, студентското списание и студентската конференција, дебатниот клуб и јазичниот центар, грижата за талентите, хабот за зелена транзиција и така натаму. Промотивно се представи предстојниот хакатон, како што кажавме, кој ќе се одржи од 25 до 27 ноември во инфостаницата на Укло Колорс во студентскиот информативен центар на Укло. Можностите кои со Алијансата Колорс им се на располагање на студентите на втори и трет циклус студии, микрокурсевите, колабораториумите, начините на учество и слично. Во мобилната инфостаница, Укло Колорс ги промовира и дизајнираните постери и лифлети кои се достапни на сите единици на Укло, а на овој начин и до пошироката јавност и опкружувањето. Почитувани, со ова го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а и уреди водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Бидете понатаму со нас на 90,8 МГц.
Укло ФМ, Битола, октомври 2025 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски, Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk